Значи, ова е песната On the Road Again од групата Ken Hit. Истата година е лансиран 69-та, кога и филмот Easy Rider. Еве, чујте го. Ја да сум до даска ова го пуштам, меѓутоа сега нема да може да ме слушнете и мене, така да ќе замишљаме пола од таа широчина на овој звук. Многу ми е мерак кога ми се јави Ѓорги во име на филозофското друштво и како организатор на овој фестивал, што ме вратија на моите две големи први љубови, филмот и филозофијата. За малку фалеше да бидам филозоф, а не компаратист, ама еве, не е толку штета сега, ќе видите. А од друга страна сум среќна што се согласија овој филм да оди на програма. Од прва причина што лично го сакам, го љубам како чедо на еден бунт, на една бунтовна позиција, култура, а од друга страна затоа што на прв поглед не е филозофски филм. Меѓутоа кога ќе се загледаш, не еднаш, ја го имам неколку пати гледано, бидејќи си бара, си повлекува, магичен. Знаете, не се гледа само заради историјата, заради, како се вика, сценариото, судбината на ликовите, се гледа заради амбиенталниот момент, односно лендскейп, уживањето во отворен, широк простор, како што ние за жал немаме тука. Ние сме планинска земја, ние сме како закатанчени во еден таков вид на релјеф, а ваму ќе видите пукаат рамници, пукаат широки автопатишта, нешто попосле ќе кажам за нив. Од друга страна, тука е слободата на движењето. Една од причините што го избрав овој филм беше што претходните 3 години додека живеевме во локдаунс, во ковид карантини, свативме што значи да се движиш слободно ти кога сакаш и каде сакаш и колку сакаш. Нешто што го земавме здраво за готово. Обичното движење, да не речам чекорење по тротоар, а камоли одење пошироко, подалеку. Тоа ни беше нас како колективен притвор во кого одлежав добри 3 години како и сите вие. И затоа сакав да се вратиме на оваа слобода. Песнава сега што ја слушате се вика Crossroads. Од групата Крим, еден од музичарите Ерик Клептон. Crossroads, раскрсници, крстосници, Балканот е крстосница голема на култури, цивилизации, религии, исток, запад, Европа, Азија, меѓутоа ќе видите и овде крстосниците се битни во самиот филм. Се надевам не ви е ова досадно и тешко, го зборам од срце, мислам покрај многуте читања и знаења. Сакав да зборувам малку за тој жанр on the road. On the road самото име кажува, на пат. Така да има on the road романи, има on the road филмови. Значи, патувачки романи, патувачки филмови, или ја ги викам романи во движење или филмови во движење. Името On the Road настанува негде 57 година, откако се појавува романот на Джек Керуак, тој е битнички писател, под тоа име, On the Road. И после си продолжува понатака да си го освојува патот и славата, и Easy Rider е токму On the Road филм. Меѓутоа, ова патување се разликува од туристичкото патување, кое што е комерцијално, па со некоја агенда, нели, ваму мораш да одиш, таму мораш да одиш, па онде да се сликаш, па онде селфи да туриш на мрежите, да не си, нели, заверен на социјален план. Ова патување во On the Road делата е патување на лична иницијација, тоа е обред на себе пронаоѓање. Многу често на ризици, на искушенија, на нови простори, слободи. Значи, тоа е патување како еден обред, ќе повторам, и не е битно дали е во луксузен манир направено, баш напротив. Колку е по-елементарно, толку е и подобро. Ке ги видите ликовите главни во овој филм дека патуваат со за мене култниот мотор Харли Девидсон, ама тоа е оној чопер каде што се седи вака како во оние столици за сунчање. Значи, не седиш вака згрчен како во денешниве шизички мотори, нели, што одат нанапред, туку овие вака возат како навалени, за да е тоа патување и пријатно. Добро, да се вратам сега на нешто друго. Овој филм има, освен што доби култен статус на икона на контракултурата, добиено Оскар за сценарио.
Сценариото тројца луѓе го имаат пишувано. Денис Хопер, Питер Фонда и уште еден. Сакам да ви кажам, не е туку така избран да биде вечер на програмата. Го отпочнува она што се вика нов холивудски филм како тренд, каде што не е толку важна улогата на филмското студио во креирањето на филмот, туку многу повеќе улогата на режисерот. И во тој нов холивудски филм спаѓаат и Вуди Ален, да речеме, Сем Пекинпо, Денис Хопер го спомнав, Роберт Алтман, Вуди Ален, Роман Полански и Роберт Алтман и така натака. Сега, во овој филм има синергија, значи заедничко содејство на музика, текст и визуелни елементи. Затоа го избрав меѓу другото, бидејќи комплетно филмско дело. Филмот е нели како таков една синкретична уметност, ги обединува сите други во себе си. И овдека го имаме афирмирањето на сленгот на улицата како естетски израз. Значи ќе ги видите овие нели изрази кои што се многу битни. Сега хипи културата, многу кратко само ќе кажам дека започнува на брегот на Калифорнија, поточно во Сан Франциско, како движење насочено против војната во Виетнам пред се, и затоа нив ги викаат Flower Power Generation. Изразот Flower Power го има исковано Ален Гинзберг, голем битнички поет од Америка, 1965. 1986 Гинзберг станува лауреат на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата. Не можам, мора малку вака. Ова е MC Hooker and Green Onions. Бендот се вика Млади кромитчиња. Не можам да ви објаснам колку сум среќна за ваков еден духовит назив. Млади кромитчиња, Green Onions. Се утепав дури најдов што е тоа Green Onions. Значи, ова е духот на тоа време, кој што сака слобода, кој што истражува во телото, истражува можности да се излезе од капиталистичкиот затвор. Значи, тие уште за хипиците се зборувам, ја мразеле индустријата, го мразеле, затоа и се викаат деца на цвеќето. Се облекувале, денеска што би рекле безродово, значи машките со долги коси, со фармерки исто и девојките, сакајки да го мавнат и тоа прашање на страна. Значи, против војна, против профитерство, против материјалниот принцип на поседување, а напротив духовниот принцип на откривање. И прв пат тогаш тоа начело на слободна љубов и тој слоган Make love, not war. Значи, правете љубов или водете љубов, а не војна. Камо среќа денеска тоа да победи, да победеше, да беше, нели, општа програма на сите. Сега, друго сакам да кажам, во филмот се гледа нешто кое што е интересно од аспект на имагологија. Имагологија е какви се нашите културни представи за еден простор, за една земја. Тука ќе видите слика на Америка, ама не е таа Америка еднозначна. Ќе видите две Америки. Ќе ја видите оваа Америка што во нашите представи се врзува со митот за ветената земја. Знаете, тоа е од Библијата уште. Мада во Библијата не е Америка ветена земја, него е Израел. Меѓутоа денеска во современ аспект, контекст, Америка е тоа, нели, постои еден израз American Dream. Тоа значи дека можеш да успееш ако си доволно окей, талентиран, кога ти се спојат коцките да се качиш угоре, нели, тоа е American Dream. На секому му се дава шанс. Значи ќе видиме таа на почеток Америка на слободата, на ветениот прогрес, на она што се вика неконформизам. Меѓутоа, за жал, ќе ја видиме уште една Америка, јас ја викам ропачка Америка, рурална, ќе ги видите, пошто јунаците одат во Луизијана, знаете, со југот на USA се врзува тој конзервативен менталитет и таа реднек култура, ислам. И јас се викам таа реков ропачка Америка, провинцијална Америка, Америка која се плаши од сите разлики, од сите слободи, затоа она ги гледа јунаците во филмов, пак on the road again, значи ги гледа како закана, ги гледа како непријатели. И се внимавајте, тоа е интересно, бидејќи испаѓа дека
Ни Америка не е она што ние како имидж го мислиме и го имаме за неа. Инаку запамтете, тоа се вика окцидентализам, слика за Западот. Ние го гледаме Западот како ветено поле на слободата или како поле на овој пат кој што е истовремено и епистемолошки пат, еве да кажам, пошто со филозофи сме обкружени, патот на хеуристичкото, нели, сознание, поместување, ослободување и посегање по она што претходно било забрането. Кога сме кај патот, да кажа, уште од времето на Одисеја и на Енеида, знаете, Одисеј, главната содржина на Одисеја се неговите патувања. Како тој открива, нели, разни култури, разни жени, разни искуства, разни убавини. Патувањето е врзано со книжевноста и со уметноста уште од самите почетоци, значи антички почетоци. А италијанскиот мој колега Армандо Ниши вели патувањето вика предуслов за да се напише книжевност, вика. Историјата настанала преку тоа патување нечие некогаш и преку тие нешта што се случиле во текот на патувањето. Извинете што гледам на сад, не смеам нели да прекинам, да отидам во овердоз со саатот. Оваа идеологија на патувањето како откровение или како епистемолошко подкривање на дотогашните граници си најде свој пандан во 70-тите години исто кај Кенет Уајт. Тој е шкотски поет, критичар, теоретичар, фотограф, кој што ја инсталираше геопоетиката како нов пристап кон уметностите. Гледате во името геопоетика, значи поетика на земјата, на природата. И тој го величаше интелектуалниот номадизам. Значи не само на просто менување на простори, туку менување на духовни извори, парадигми, вредности и така натаму. И тој исто така велеше, геопоетиката ќе не спаси од капитализмот, бидејќи капитализмот води само кон наше урнисување, нели, само трупаш и пак си незадоволен и пак си само повеќе заробен од тие, нели, норми, правила, цени, профити и сето тоа што следи. Сега да кажам малку само за контракултурата, тоа е поим кој што се појави особено добина значење со книгата на Теодор Розак, тој е исто американски теоретичар, The Making of Counterculture, Reflections on the Technocratic Society and the Youthful Opposition. Значи, тој таму го забележа во книгава, таа исто се појави 69-та. Замислете, тоа била година чудесна од аспект на овие пресврти во културата и уметноста. И тој таму забележува дека, особено кај младите, се создава голем отпор против корпоративниот и технолошки како се вика тоа, душман, што ги задушува современите општества и дека тоа он го нарекува контракултура. Инаку кога го проучував ова, видов дека и пред ова хипи и рок контракултура, овој поим се врзувал и со боемијата, тоа е движење во Европа. Знаете, и денес го потребуваат за некои луѓе дека се боеми. Меѓу 1850 и 1910, тоа ви се Оскар Вајлд и такви некои дотерани господа кои пијат абсинт, кои уживаат во разговори, одат во кафеани, клубови и така натаму. Исто со бит генерацијата, таа е малку пред хипиците. Инаку, она што мене многу пријатно ми изненадија, не можам сега да ви го прикажам, најдов на еден видео спот од 2012 година, каде Мик Джегер и Джеф Бек, знаете кои се тие врвни гитаристи, свират in front of Барак Обама во Белата куќа. Му свират еден преубав блуз, сега ми е криво што не ви реков и тој да го пуштите, и Барак Обама вака ги гледа и ужива и едно време и тој подзапеа, една друга песна до душе, и тогаш сватив дека таа контракултура успеа да им се инсталира, да им влезе, да им пенетрира во Белата куќа, благодарение на тоа што нели Барак Обама сепак беше од таа демократска партиска определба. Добро, сега за American Dream кажав, кај е сега музичето да видиме. При крај сум, че имам уште 50 минути. Насловот на овој филм, еве го сега Crossroads оди пак. Насловот на овој филм е Easy Rider. И јас кога го гледав прв пат се викаше Голи во седло. Може да мислите кој хаос го направил тој што вака го превел, сите предпоставам мислеа дека е некој порник.
аграрен порник или сточарски или појма немам как, голи во седло. И ден денес не може да си откријам кому му текна вака да го преведе, гледам и на српски голи у седло, ја барам моја некоја варијанта, лежерен јавач би дошло, нели изи, кул јавач, некој опуштен јавач, значи не некој стегнат згрчен. Меѓутоа, тоа голи в седло се врежа во матриците на нашите млади генерации и тие што сакаат да останат млади. Меѓутоа, кога гледаме како понатаму се развиваше културната историја, овој наслов му доаѓа малку ироничен, знаете, особено поради крајот на филмот, бидејќи нема многу милост и разбирање за тие изи рајдери. За мене изи рајдер е нешто што денес го нарекуваат слободен стрелец. Човек кој не припаѓа никаде. Тоа е за мене стрелец. Не оној што пука па убива луѓе, него оној што не пука никаде за да се пробие во општеството, да успее. Значи, тој што си е баш слободен стрелец. Lone wolf или loner ги викаат. Значи, има овде во филмот музика од групата Степен Волф, Степски волци. Да не мислите тоа е случајно. Степски волк беше еден од најпопуларните романи на Херман Хесе, што младите вени сечевме по него. Тоа беше као наркочетиво, макар да нема врска ни со дроги, ни со слично, меѓутоа беше како нешто што ве магепсува. Кога го спомнав нарко, уште ова да кажам. Овде има во филмот и такви моменти, но треба да ви речам дека конзумирањето на дрога во време на таа хипи револуција има карактер на ритуал. Тоа не е индивидуален спорт и забава, тие се обидуваат да дојдат до некакви духовни трансцендентални откритија, бидејќи токму во тоа време се појави Тимоти Лири со своите медицински истражувања за тоа каков е ефектот на дрогата. Значи, тоа биле контролирани експерименти и така што овде не станува збор за пропагирање на дрога, туку за нешто сосема сепак друго, обид да се дојде до духовност, исто како што го истражуваат истокот. Тогаш за прв пат ќе стане фенси модерен будизам. Битлси нели одат таму, па со оние цветни гердани, некој мој оваков шкле од никел, него со такви цветни се враќаат, па вежбаат медитација, јога и така натаму. И, значи, ова е тоа преиспитување на тоа што е Америка. Кога сум тука, морам уште тоа да ви го кажам, бидејќи сме при крај. Има еден писател, Захари Карабашлиев, кој што живееше 17 години во USA и напиша еден роман кај што го истражува тоа искуство и таму забележува во романот дека на англиски постојат околу 25 збора што значат пат. Значи синоними. Ако смеам, ќе ви ги прочитам. Брзо читам, ја брзо говорам. Toll road, interstate, parkway, avenue, path, track, road, freeway, trail, lane, street, pathway, avenue, drive, route, walk, artery, public road, boulevard, highway, expressway. Значи, сака да каже, кај нив тоа е многу важна работа и затоа толку збора во речникот му припаѓаат. А вика, за разлика од тоа, Карабашлиев, во Бугарија, вика, имаме 25 изрази за семејно сродство. И ги реди. А тоа е исто и со Македонија. Баба, дедо, вујна, чичо, дада, свеска, тетин, бате, тетка, стара мама, балдаска, вујко, сват, сваќа, стрина, кум, золва. Верувајте ме, одушеви ова кога го видов. Он као круг вака ги има нацртано и што сватив јас кога ова го прочитав. Дека кај нас биле поважни овие моменти на вкоренетост. Бидејќи family is to be unrooted, да бидеш вкоренет. Нели, да седиш мадро, да не одиш, да бегаш ваму таму, да правиш бели. И затоа толку сме ги развиле овие сродства. На англиски знаете, сите си или анкл или како беше, ант. Па сега ти види дал му е чичко, дал му е балдаска или што му е, а додека за разлика од тоа, во Америка е многу пожелно патувањето, менувањето на простори, мобилноста како таква и затоа ги развиле овие 1000 зборови на таа тема, нели? Pathway, interstate и така натаму. Значи тоа е едно и заклучува сега овој Карабашлиев, нешто што и ние може да си го кажеме за себе. Вика, откако паметам за себе, сум сакал да бидам дел од Западот. Сум бил магепсан од идејата на Запад. Тоа беше за мене слика на апсолутната сурова слобода, мит кој го откривав преку разни филмови, книги и така натаму. За мене важи истото.
Мене ме одраснале тие видови култура, верувам и сите вас, затоа и дојдовте вечерва тука, иначе нам тешко ќе дојдевте на ова глупо време што владее со дождови. Сега, уште при крај, не се секире крај сум. Уште има една серија што сакам да ви ја препорачам, ама најтопло, бидејќи спомна Ѓорги за оваа бајкерска субкултура. Се одушеви под серијата која што се вика The Gangland Undercover. Значи, ја имате на интернет да ја најдете, има, не знам, 20 епизоди, правена е по вистински настан. Значи, има вистинска банда, моторџиска, која што ваква и болја музика слуша, уште некој појак прогресив рок. Тука е еден човек е агент, истражува колку они се бават со дрога, зашто се бават и со тоа. Значи, Gangland Undercover. Најдете го и нема да се жалите. А тој типот толку се навлекол, значи го пикнале внатре за да не оди во затвор, му рекле ќе ги шпионираш сега тие од бандата Вагос. Толку се навлекол на тој адреналин, што самиот посакал уште на 2 други такви мисии да го пратат во реалниот живот. Се вика човекот Чарлс Фалко. Феноменални се и актерите и се друго. Значи, ова внимавајте. Второ, филмот Телма и Луис, кој не го гледал, тој е од Ридли Скот, 91 снимен, он ви е женски пандан на Изи Рајдер. Значи, таму се 2 жени јунаци кои патуваат и ќе завршат како што ќе завршат, да не кажувам. И трето дело, и ќе привршам со тоа, има уште еден филм, 2008 е снимен The Revolutionary Road, се вика. Кој ли чудо на телевизија го гледам на овие кабловски, некој ТВ 1000 и така, значи има да се најде. И тој ви е пример што станува кога ќе си ги изневерат луѓето своите солишта за слобода, за тоа да бидат автентични, да бидат своји и да не ја издадат вистинската сила на копнежот и на она што ги прави среќни. Зашто не ги прават среќни ни куќите, ни титулите, ништо, ни она одобрување од комшиите. Сега ви зборам за Revolutionary Road, за тој брачен пар. Книгата, филмот е снимен по книга, инаку On the road again. Добро, значи не сум под никакви субстанции, да не мислите, туку сум толку среќна што можам да зборувам на оваа тема после толку време и на ваков начин слободен. Се надевам дека нешто успеав да ви пренесам од онаа магија што лично ја чувствувам. И сега завршувам со нешто што ќе им се бендиса на едни тројца во публиката, не ги кажувам кои се. Во книгата Конезерото од писателката Капка Касабова, која што е објавена сега 2022 на македонски, има едно делче каде што таа зборува за дервишите во Охрид. Знаете, има дервишко теке во Охрид, тоа е во близина на Чинарот, позади на Буrekdжилница, каде што нели сите со задоволство одат. Само да ја најдам тоа делче одека не се нумерирани страниве. Како и да е, навлегувајќи во тајните на тој дервишки ред, кој што е нели мистичен исламски ред, писателката забележува дека дервишите предпочитале да патуваат и така да доаѓаат до вистината за себе, за светот и за Бог, наместо да трупаат богатства, куќи, како си га талири, златници и на тој начин нели да дојдат до некаков фейк момент. Сакам да ви речам, ова ме одушеви додека го спремав за филмот овој настап, кога налетав на овој модел на суфиски, нели, дервишки модел. Па јас ви благодарам 25 минути. Кој би рекол дека ќе се заврши за 25, ги гледав на сат. Готово. Фала. Фала. Слушајќи ве, не би сакал да завршите, јас баш сакав уште да зборувате, но сега го имаме филмот. Штета што намане да ве поканиме вас, затоа што совршено ја владеете сцената и те гледам насмеани лица тука. Фала ви многу уште еднаш. Се надевам дека ќе имаме повторно можност да соработуваме и да ве слушаме вака со енергија и со ентузијазам како зборувате за една тема. Фала ви многу. Фала ви уште еднаш.